дали прв пат оваа година сте застапени на деновите на македонскиот мит или редовно доаѓате тука? Редовно е 7-8 години доаѓаме. Има ли никаква промена во однос на интересот на купувачите да се купат убав и природен мед? Да, има. Продажбата е многу намалена во споредба на претходните години. Тоа се должи на има многу по пазариве вештачки медови и по маркетите и затоа продажбата е намалена и цената е таму пониска и ради тоа. По која цена се продава медот оваа година? Ова година по 450 денари за 1 килограм. Да, јас имав можност да прошетам малку и кај другите пчелари и сватив дека тоа е унифицирана цена и секаде се продава по истата цена. Тоа е ваш, претпоставувам, договор? Да, тоа е од Сдруженијето, Пчеларското здружение Матица. Кои производи најмногу сакаат да ги купуваат минувачите, бидејќи гледам дека освен мед тука има и поленов прав, се продава и саќе. Најмногу се троши обичниот мед и мед во саки. Споменавте дека климатските промени се тие кои што влијаат на производството на мед. Се чувствува ли тоа кај вас? Да, сегде во цела Македонија се чувствува и пошироко се чувствува производството е многу намалено. Ради климатските услови. Има негде во некои реони нема издваено што се вика ни еден килограм мед. Не може да се покрија ни трошоците, а не пак нешто да се заработи или да се живее од пчеларството. Може ли ни кажете, еве, околу баш тоа што го спомнуваме климатските промени, каква клима сакаат пчелите? Добро, климата треба да биде пролета да биде повеќе врнежлива, да има повеќе вегетација, за да има и цветови, за да може пчелите да ги посетува и да има повеќе нектар и да собира повеќе мед.